Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата. Добар ден, драги слушатели на Радио Слободна Македонија. Еве повторно заедно во овој убав, прекрасен ноемвриски ден, кога навистина нештата веќе полека доаѓаат до својата завршница. Пардон, октомвриски ден, малце преранив со своите заклучоци. Во секој случај, овие месеци некако како сите да се сгужуваат заедно и да се стуткуваат во една голема полузимска маса, полуесенска маса, но сепак нештата денеска изненадија со ведрина и ова спокојство, ова прекрасна млечна светлина која сонцето ја фрла над градот и ги осветлува сите прекрасни аспекти на овој убав балкански град кој полека се претвара во метропола. Во денешната квинтесенција ние би говореле малце за некои феномени кои се всушност многу интересни, а се работи всушност за самата трансформација на невладините организации во нешто што веќе не личи на нив, туку повеќе инклинира кон една политичка субверзија, да не кажам разузнување. Еден таков пример е токму фондацијата Сорос, која на некој начин сите ја следевме низ овие години и мислам дека може со една релевантност да се потврди тоа што всушност се случуваше и самата генеза и развиток на оваа организација во структурите на македонското општество, пред се во културата. Денеска, за жал, тешко е да се говори многу за уметноста, поточно дури да не се говори, од многу причини. Една од тие причини е страутната политизација на општеството, која дојде од многу незадоволни, фрустрирани структури кои ја представуваат опозицијата или ја симпатизираат истата. Но исто така можам да кажам дека токму овие неолибералистички структури кои имаат фантастична амбиција да ја превземат власта, лансира една неверојатна кампања при која предност му дадоа на општествениот активизам во однос на она што се вика уметничко творештво, што е поврзано со самиот уметнички медиум. Ова е еден ревайвал, едно помодарство кој се случува тука, прибидејќи го немало на времето, нели, во 60-тите и 70-тите, кога сме живееле во една тоталитаристичка состојба, кога гласноста била на високо ниво, била на многу ниско ниво, а цензурата на многу високо ниво. Исто така гледаме дека некои ликови кои се појавуваат во разни епизоди од различни општествени и културни структури дејствувале во тоа време како денунцијанти, како шпиони, како кодоши, а всушност тие се представува во почетокот на македонската независност како некакви револуционери и дисиденти. Сега гледаме посвестум дека всушност сите овие луѓе на некој начин биле фејкувани или лажни револуционери или дисиденти, а може би тоа било направено затоа што така полесно би се инфилтрирале во оние групации кои навистина представувале некаква идеја, нели, за дисидентство, за промена на режимот и биле критички настроени кон системот кој генерирал една затвореност. А на компаративни нивоа секако можело да се види дека некои општества како западните биле далеку послободни и поослободени од таа тиранија на цензурата која еве повторно после толку време откако
ова општество го искуси оној и како потребен простор на умствената и идејната слобода, некои структури кои се грижат за своите интереси, а тоа се глобални интереси, нели зборам за меѓународната, тоест делови од таа меѓународна, повторно на еден первезен и на еден морбиден начин ја воведува структурата преку сите тие квази институции што ги оформува, а чија задача е да демнат и да интервенираат при секое погрешно интерпретирање на нештата, да ја зачувуваат политичката коректност и воопшто да го затупуваат македонскиот народ, до степен кога тој претворен во зомби не ќе може да реагира и не ќе може да ја спроведува својата волја. Тоа се тие механизми на новиот светски поредок кои на некој начин действуваат и тука, но за сето ова ќе проговориме по музичката пауза која ќе иследи во овој момент. Квинтесенција со Ацо Станковски. Значи, овој феномен на NGO комплексот или невладините организации кои се еден вид неминовност на новото време поради желбата на граѓаните да се здружуваат и да действуваат во контекст на општествената стратиграфија, да иницираат проекти, да го поспешуваат целото милје на општеството и неговата функционалност, како и праведноста, но и разубавувањето на амбиентот. Значи, на сите нивоа, овие граѓански здруженија треба всушност да донесат еден нов квалитет, да даваат идеи и да бидат стимуланс за она што се вика просперитет во најубав смисол на зборот. Секако ги има на најразлични нивоа, од екологија до уметност, преку издаваштво, потоа заштита на животни и маса други примери на действување, до политички анализи и инфилтрирање во самата политика, која е веројатно најекстремниот аспект. Секако ги има и тие што на тај начин го сапортираат тероризмот, но тоа се прилично зацкриени структури за кои тешко може да се збори, затоа што едноставно нема доволно евиденција и самите се прилично мобилни и се трансформираат со неверојатна вештина. Тие се како некои тајни здруженија и пунктови кои имаат одреден идеал или одредена обсесивност и действуваат во тој смер. Но ние имаме еден добар пример покрај многуте илјадниците, скоро 6000 невладини организации во Македонија, од кои повеќето се базирани на некој ентузијазам граѓански, не надминуваат повеќе од 2-3 луѓе кои имаат одредена желба да придонесат во општествениот развиток, но исто така има и такви крупни, многу битни во смисол на финанси, во смисол на влијание невладини организации кои пак действуваат како некакви мајки фирми или како централи и развиваат цели мрежи околу себе на разни други невладини организации кои служат како испостави или еден вид пипци преку кои се разгранува целата мрежа и таа почнува да продира во скоро сите сегменти на општеството или барем се обидува да продри и да влијае во нив. Се сеќавам како на почетокот, баш сега вракајќи си го филмот од 90-тите, кога почна идејата за NGO, за невладини организации, да добива некаква гласност и некаква тежина во македонското општество, пред се во Скопје. Се уште тоа беше една илузорност, можеби само фасцинација од одредени појави на Запад, но набрзо дојде Џорџ Сорос, кој го оформи така нареченото отворено општество и внатре влегоа луѓе кои може да ги анализираме подоцна не по име и презиме, туку како еден вид трансформација
или дали воопшто имало трансформација, или сето тоа било еден вид театар кој се одвивал пред очите на македонското граѓанство за да се зацкрие, да се замаскира вистинскиот порив. Во секој случај, првите неколку години невладината организација Отворено општество покажуваше хуманитарни и културни интереси и тенденции да се финансираат овие аспекти на општеството. Во неколку ситуации кои беа кризни за македонското општество, мултимилионерот, тоест милиардерот Џорџ Сорос влезе во игра, поземи пари на македонската држава и македонците успеа да се излечат од таа ужасна криза. Всушност тоа беше во самиот почеток на независноста, кога државната каса беше безмалку празна. Сведочењето на актуелните политичари од тоа време збори дека кога се осамостоила македонската држава, државната каса била практично празна, немале ни $1.000.000 за најосновните подмирувања. Но прва што помогна во таа ситуација беше Турската република и тогаш турските пријатели дојдоа со големо количество кеш, ја наполнија до некаде државната каса, а државата можеше да функционира. Потоа дојде Сорос. Сорос, веројатно, како и секој добар мршојадец, говорејќи од оваа перспектива, тогаш го доживувавме како некој капиталистички ангел, нели, гласник на неолиберализмот, проследувач на идеите на Карл Попер и на други либералистички мислители од новиот свет и од западниот свет, подобро кажано. И немаше некоја параноја во почетокот, можеби некои, што се вика, инертни структури на стравот, на паранојата, кои произлегуваа повеќе од некои пропатриотски или националистички екстреми во на македонската политичка сцена предупредуваа, но тоа беше повеќе како глас на параноици, на некакви лудаци или некакви јурудиви. Па баш јурудиви, зашто кога еден човек е јурудив, кога површински изгледа како луд, а всушност има пророчки дар, тогаш може би треба да се послуша, но ние како едно општество оттуѓено од тие мистички сфери, оттуѓено од вистината и дисконектирани од природното и космичкото, секако се смеевме на ваквите пројави, кои подоцна се покажаа како точни, значи нивните паранои беа оправдани. Зашто тоа отворено општество во почетокот почна навистина да ги артикулира сите оние теми кои и такако беа потребни да се артикулираат во македонското општество и претежно акцентот беше насочен кон културата и уметноста. Значи, на еден начин културата и уметноста беше првата вистинска обсесивност на оваа организација и навистина се случуваа некои интересни ситуации, известни финансирања, што се однесува до некои културни проекти кои беа на завидно ниво, исто така некои уметници беа финансирани да одат во странство и одеднаш сцената доби еден многу значаен и влијателен финансиер преку отворено општество и навистина дојде до една ситуација во која почна да се одвива една мала ренесанса на ниво на уметнички проекти во државата. Но тоа беше само една фаза од оваа добро припремена игра, за која ќе продолжам да зборам после рекламите и музичката пауза. Квинтесенција со Ацо Станковски. Значи, така беше во почетокот. Навистина, нештата се одвива мазно, што би се рекло, као smooth operator.
Но подоцна видовме дека нештата почнаа да аберираат во други смерови. А чудењето не престануваше, меѓутоа после извесно време, конечно во овие години, целата приказка беше заокружена и можевме фино да видиме што всушност се случувало. Така што тоа искуство е навистина вредно, но може да се каже дека однесе добри години од нашите животи, тоа што сите обсервирачки фактори во ова општество беа помалку или повеќе влечени за нос. Тоа е уште еден поен за меѓународната и нејзината суптилна игра која се стреми да биде невидлива и затоа е сегментирана во многу структури кои делуваат меѓусебно и интерактираат, но кога се така поделени, посебно брендирани, самиот ум не може да ги опфати затоа што му треба многу податоци за да ги поврзе и да ја создаде глобалната слика за нив. Вака кога тие се на некој начин дисјунктивни и раздвоени, делува како да се независни, како да се посебни ентитети и често пати не можеме да ги поврзуваме. Па на тој начин губиме она што се вика вистински увид во нештата. Значи на почетокот тој тип на организација Джордж Сорос, Отворено општество, беше насочено кон хуманитарни некои зафати, но исто така и кон спонзорирање и финансирање на културата. Се сеќавам во областа на ликовната уметност, Отвореното општество финансираше неколку сјајни изложби кои навистина од оваа перспектива се антологиски, каде што највредните, најзначајните и најпроминентните, условно кажано, авангардни уметници во државата, значи сите оние кои беа кои веќе беа завеслале во зоните на постмодерната, но и други малце по-конзервативни. Во секој случај беа организирани неколку извонредни изложби, а и беа финансирани некои исто така изложби во странство, тоест некои патувања и учества на некои проминентни уметници од Македонија на тие изложби. И во тие светови сето тоа функционира извонредно, уметноста е невина по себе, таа никогаш нема претенциозност да биде некаков моćник, да има политичка волја, нели, за политичка моќ и да се претвори полека во тиранин. Уметноста е секогаш отворена и сака да соработува на најпозитивен начин, без да навредува и гуши некого, а нити пак бара за себе нешто од политичкото. Потоа таа добива метафизичка димензија и после поетска димензија. Секако има и други типови на уметност, посебно кога уметноста ќе почне да скренува кон она што се вика општествен активизам, што е многу значи како помодарство денеска во Скопје и Македонија, но тоа е една стара приказка, тоа е навистина нешто што е пасе на запад, тоа било 60-тите, потоа било некаде можеби во 80-тите, но потоа сето тоа спласна. Можеби последните изблици на тоа движење беа, би рекол, некаде со пропагањето на комунизмот и рушењето на Берлинскиот зид, но потоа сето тоа се претвори повеќе во некои синдикални типови, значи веќе етаблирани и петрифицирани начини на протест, кои се обраќаа на владите или поточно на бриселската ЕУ влада, која се покаже као тотално дисконектиране од волјата на народот, дека тоа се политички елити и номенклатури кои се наименуваат од светските моćници, од светската олигархија, од светското банкарство, од, би рекол, можеби тајните служби на Америка и од самиот State Department или тие кругови кои се вржани околу американската моќ.
Така ние денеска имаме една сосема сервилна, тотално неавтентична Европа, која повеќе личи на некој Микеланджеловски роб, отколку на некој Самсон, кој освојува, заведува и создава. Но тоа е само еден начин на гледање. Да се вратиме сега на отвореното општество, кое полека се претвори во затворено општество. Значи, во почетокот беа исфинансирани неколку многу значајни, би рекол, за ова општество и за оваа култура поставки, и тие навистина сами по себе денеска значат нешто во македонската историја на уметност. Тука би го спомнал имиджбоксот, каде што видеоартистите од Скопје и од Македонија направија во мала станица, тогаш уште не средена, која делуваше како руина, една невообичаена инсталација на уметнички дела, која поврзана со видеоартот, која навистина до ден денеска уште ме доима по смелоста, по инвенцијата, по ентузијазмот на уметниците. Потоа исто така имаше една многу интересна изложба во Хамзи Пашини Конаци, куратор и уметник. Мој партнер во таа изложба беше Бранислав Саркањац и ние тогаш го направивме, јас учествував секако на таа изложба, го направивме портретот на граѓанинот на Фиром. И тоа така идеше некое време и некаде кога почна онаа криза околу бомбардирањето на СР Југославија, негде крајот на 90-тите, видовме како Сорос полека почна да агитира на политички план. Веќе не беше заинтересиран многу за уметноста, па нити за хуманитарните проекти, освен ако немаше некоја политичка лукративност или добивка или профит од сето тоа. И едноставно почна да се покажува она грдото лице на таа моćна организација, која подоцна, читајќи нешто и проучувајќи, ја дознав дека ствари не е ништо повеќе отколку една агенција од многуте агенции на тајните служби, всушност еден клон на CIA, а самиот Џорџ Сорос всушност денунцијант и агент од влијание, што би рекол Дејан Лучич, кој многу добро го анализираше овој аспект на така наречената НВО фонд Отворено општество. Тогаш свативме дека всушност либерализмот и не е така беневолентен и така бениген како што изгледаше во нашите наивни глави од времето на историскиот рок-н-рол, туку всушност испадна дека се работи за многу итра организација, подмолна, на сите нивоа, организација со своји цели, со тајни цели. И тогаш, всушност, не тогаш, туку сега, враќајќи го филмот, сватив какви суптилни и вешти игри играат сите тие тајни друштва, тајни братства, да ги наречам, всушност тајните служби, еве да бидеме директни. Но тие почнуваат на еден многу мек начин. Еве, се сеќавам, например, како дето присуствував на еден организиран лов на крапови, таму кај Демир Капија, и всушност сватив дека тоа е цел еден систем од сегментирани постапки кои на крај треба да резултираат со еден улов на некаков капиталец кој би бил 2, 3, 5, 10 па и 20 кила тежок крап, нели, кој живее во Вардар, во тие вирови што се создаваат во оваа моćна и колосална историска река на македонскиот народ. Сушност, во почетокот се фрла пченка, значи фрлате пченка, не ги фрлате јадиците, фрлате пченка во таа зона каде што ќе уследи ловот и така ги привлекувате рибите. Целта е, нели, крапот да се привлече од сите околни делови. Значи ги привлекувате со храна, но како што викаат американците, there's no such thing as free lunch, значи нема таков феномен како, нели, поклонет ручек или џабе ручек, све се плаќа, нели,
или што би рекла Тереза Квесовија, све се враќа, све се плаќа. Во секој случај, таа издашност, таа штедрост, таа великодушност и галантност на отвореното општество, посебно на Џорџ Сорос, било само фрлање пченка на краповите кои би се собрале, а потоа би дошле на ред челичните јадици. Таа пченка потоа се навлекува на челичните јадици и потоа тие сироти крапчиња кои зобале пченка и фино им било и немало никакви последици, во еден момент ќе зазоба пченка која е наденета на челична кука и која се обиде да се ослободи од куката, ќе свати дека е фатен на една пеколна жица, на еден јак конец и веќе неговата судбина е детерминирана. Нешто слично се случуваше и со овој тип на организација наречена Џорџ Сорос, отворено општество, кое навистина го изведе овој лов на крапови во наивната скопска и македонска средина и сите ние кои бевме на некој начин отворени за културата, си лапнавме по некоја јадица, секако за без пари и без било какви други погодности, од чист ентузијазам. Тоа беше добро пресметано од тие веќе корумпирани и нагризани и кородирани умови од злото, од злодејствието што веќе со векови го беа правеле. Еманирале и сублимирале во една таква подмолна организација. Луѓето што влегоа тамо навистина беа проминентни, еве да ги наречеме интелектуалци, ако веќе се сомневам дека тоа се, после се, нели, но беа добро маскирани како такви, има исто така значајни позиции во општеството, во културните слоеви на општеството. Така, например, некои дојдоа од оверграундот, од мејнстримот, дури и закитани со академски титули, со еден CV кој беше блескав, со многу остварени проекти во рамките на системот на СФРЈ. Потоа исто така беа на некој начин обвиени со аурата дека се некакви дисиденти, 68-маши, што мене никогаш не ми идеше во глава зошто би биле они 68-маши или некакви дисиденти, а да имаат такви сјајни позиции во општеството. Тогаш ако се дисиденти, обично завршуваат во затвор, ние знаевме, или на некој начин во прогон, или во екзил. Ние видовме што се случуваше со вистинските дисиденти визави комунизмот од Унгарија, од Русија, од Полска и од Чешка. Знаевме како пројдеа многу луѓе као Кундера, као Хавел, као Солженицин. Значи, тоа беа тешки судбини, измачувачки судбини. И дури кога падна комунизмот или кога тие пребегаа на Запад, добија некоја животна сатисфакција на нивната професионалност, живот, на нивните идеи, нивните тенденции, но додека беа во режимот, беа страотно малтретирани и маргинализирани. Овие наши дисиденти воопшто немаа таков статус, напротив, беа на некој начин елита општествена и тоа изгледа дека све беше на некој начин фејкувано од нивна страна за добро подготвени да го дочекаат рушењето на комунистичкиот систем во кој изгледа добро партиципирале, а постфистум видовме дека тоа се денунцијанти, кодоши, дека работеле за тајните служби, а сето тоа дисидентство всушност било само една маска за полесно да се инфилтрираат меѓу вистинските дисидентски групации. Во секој случај, сето тоа беше многу добро закувано. Уште на почетокот, кога Џорџ Сорос дојде во Македонија и да го отвори своето отворено општество, нели, имаше една изјава која беше многу провокативна и која натера на размислување, па во целата таа идила која се случи следните години во смисол на апелирање на ентузијазмот и подготвување значајни уметнички проекти,
Оваа изрека која гласаше милионерите прават пари, а милиардерите историја, а он самиот е милиардер, веќе на некој начин делуваше претенциозно и тука веќе во подконтекстот можеше да се види неговата амбиција да биде еден вид општествен дизајнер, па да се вгради во историјата, макар и на една мала посткомунистичка со проблематичен идентитет и позиција држава како што беше Македонија. Тие многу добро знаеа како да играат, значи пристапија кон некое животинче плашливо, го нахранија, потоа му го удрија ножот. Сега гледаме дека полипот или октоподот на Сорос е страотно моќен, тој превзеде многу интереси во оваа држава, подкупи многу луѓе, тие секако работат за него, се збори дека преку 780 вработени, сите тие се еден вид подвижници, агенти на таа кауза, но исто така успеа да ја асимилира и да ја стави под свое најголемата сега моментално опозицијска партија, а во 2,5 да речеме мандати и партија Владетел во Република Македонија. Како тоа, тој што бил либералист и што го рушел комунизмот, финансирал во рушењето на Варшавскиот пакт, на комунистичкиот режим и кој промптно и флагрантно се залагаше за уништување на комунизмот, како овој човек одеднаш стана пријател на бившите комунисти, почна да го финансира СДСМ, напросто да го превзема и да диригира. А всушност, создавајќи конекции помеѓу State Department од CIA, NSA и македонската политика, поточно главните партии кои беа наводно прокомунистички, просоцијалистички, а одеднаш станаа пролибералистички. Нормално и самите тие луѓе брзо си ја сменија облеката, нели, знаците на глава, брзо се претопија во нешто што никогаш не биле и против што секогаш се залагале. Но целата констелација беше сомнителна и одеднаш видовме дека всушност целата приказка е вешто прикриена игра. Квинтесенција со Ацо Станковски. Може би најиндикативна ситуација за овој епилог околу невладината организација Фондацијата Отворено општество беше всушност чудниот избор, поточно регрутација на луѓе кои би биле всушност policy makers и на локално ниво, кои би ги терале проектите, всушност кои направија цела една групација, една глутница невладини организации кои гравитираа како трабанти околу сонцето Сорос, тоест невладината организација Сорос. Интересно беше дека покрај овие оверграунд и мейнстрим проминентни културни работници со CV на дисиденти, а всушност кодоши, исто така во регрутација влегоа на андерграунд луѓе кои на некој начин дејствуваа на алтернативната сцена. Тоа некако изгледаше како некаква милост од страна на овие веќе афирмирани луѓе, па ајде да ги земеме и нив да грицнат некоја коска, меѓутоа нешто што навистина беше заедничко за сите, тоа беше една карактерна црта која кај сите избликнуваше со една енормна, скоро патолошка волја за моќ. Кога ќе ги видите сите тие луѓе кои беа ангажирани на позиции кои има некаква стратегиска важност, а не само административна, секако административните беа некако пасивни, индолентни, обични послушници, обични луѓе, но сите овие акцијаши, да ги наречам, има една црта, а тоа беше енормна желба за политичка моќ, за моќ сама по себе и една хистерична црта во нивните карактери. Значи една црта на
агресивност, би рекол, на непопустливост и безмилостност често пати. Веројатно дека нашите тајни служби одавна веќе на CIA и дале одредени досие за личности каде што нивните психолошки профили биле фино исцртани. На тој начин, предпоставувам, веќе имале во глава самите decision makers и кого да изберат и како да работат подоцна со нив. Кога вакви ригидни луѓе ќе ги корумпирате еднаш со позиција и пари, па дури и со некаква идеологија, тие веќе стануваат хистерични и непопустливи борци за каузата на големиот газда. Но најинтересно од се е што сите овие со својата идеологија беа во тотална дискрапанца со позицијата на самиот Сорос, кој е всушност представник на американската плутократија и има една страотно ужасна биографија зад себе, која сега нема ни време ни простор да ја споменувам. Ете, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, радио кој емитува во Боја, дојдовме до самиот крај на оваа емисија, на оваа квинтесенција. Проблематиката што ја обработувавме е многу комплексна и може би треба повеќе емисии, најмалце 5 емисии да се посветат на оваа тема со многу детали, но јас едноставно сакам нештата поетски и сублимирано да ги изразувам и не сакам да роварам по личните судбини на луѓето, затоа никогаш и не кажувам имиња, дури и кога навредувам некои фактори, нели, испровоциран и изнервиран од нивното поведение, гледам да не ги денунцирам со нивниот идентитет, за да нема реперкусии од страна на општеството или заедницата и другите луѓе кон нив. Сега дојдовме до оваа магична Twilight квечерина, каде што денот и ноќта веќе се смешаа на еден фасцинантен, скоро сликарски начин со своите бои, а и ова радио тоа ќе ви го представи со својата екстраординарна можност да емитува во Боја. Драги слушатели, ова беше квинтесенција со Ацо Станковски, кој беше уредник и водител, а благодарен сум им на моите продукциски соработници, на Далибор Зафировски и на Никола Јовановиќ, кој исто така се потруди за изборот на денешната музика, тоест Депеш Мод. Инаку имаме сличен вкус и често пати се совпаѓаме. Ова беше квинтесенција на Радио Слободна Македонија, трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска е 24 октомври 2016 лето Божје. Ве поздравувам и ви посакувам прекрасни вечерни моменти. До слушање. Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент кој ги соединува сите и ги регулира е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата.